Општина Газибаба донесе препорака за забрана за користење на мобилни телефони за време на наставата во училиштата. Како градоначалник на општина Газибаба, но прети над се како татко на двајца ученици, а во насока на превенција од можни негативни појави од употребата на дигиталните технологии во наставниот процес. Сметам дека е потребно согласно нашите ингеренции веднаш да делуваме. Поради тоа поднесов иницијатива, а Советот на општина Газибаба ја прифати и донесе препорака до општинските основни училишта на територијата на општината за забрана за користење на мобилни телефони, паметни часовници и останати уреди за електронска комуникација и достапност до социјалните мрежи за учениците во текот на наставата, истакна првиот човек на Газибаба Бобан Стевковски. Препораката до училиштата предвидува и посебни околности, итни случаи, здравствени причини и слично, во кои учениците по одобрение од предметниот наставник или менаџментот на училиштето можат да користат мобилен телефон. Направените анализи и споредбената практика во голем број земји покажуваат дека укинувањето на мобилните телефони во училиштата генерира позитивни ефекти врз резултатите што ги постигнуваат учениците во образовниот процес. Системот Safe City и поставените камери ќе започнат со работа од 1 јануари следната година. Министерството за внатрешни работи ќе има доволно време да ги евидентира сите новорегистрирани возила и да ги усогласи податоците со останатите институции со цел прецизно утврдување на начинот на казнување. Возачите кои ќе направат прекршок ќе добиваат SMS пораки или емаил пошта со фотографија од прекршокот во рок од 24 часа, велат од МВР. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски изјави дека полицијата веќе ги тестира поставените камери низ Скопје. Како најчести прекршоци се покажале пречекорување на дозволената брзина и поминување на црвено светло. Инаку полицијата продолжува со рекордно изрекување на казни. Иако возачите се уште не ги почитуваат сообраќајните правила. Само вчера се изречени 796 прекршочни казни, од кои 146 за пречекорување на брзината. 50 возачи биле фатени без возачка дозвола, 8 биле под дејство на алкохол. Според министерот Тошковски, засиленото полициско присуство доведува до намалување на бројот на сообраќајните несреќи. Двајца станари, еден пожарникар и еден полицаец се повредени во пожар што избувна синоќа во зграда во скопската населба Кисела вода спроти општината. Еден стан целосно изгорен, неколку зафатени ги оставија станарите под ведро небо, објави на Фејсбук председателот на ЗЕЛС и градоначалник на општината Кисела вода Орце Ѓоргиевски. Веднаш со мојот тим се упативме на местото на настанот. Жителите на оваа зграда се евакуирани. Во моментов се во мојот кабинет на безбедно и топло. Тука ќе останеме заедно, напиша синоќа на социјалните мрежи Ѓоргиевски. Заеднички ќе изнајдеме решение за се ова. Мојот народ не го оставам на милост и немилост. Сакам да се заблагодарам на екипите на противпожарната бригада од Скопје и Министерството за внатрешни работи кои со својата професионалност беа на висината на задачата. Пожарот е локализиран, најважно е нема човечки жртви, истакна Ѓоргиевски. Зоолошката градина на град Скопје преку соопштение се произнесе околу последните случувања. Оттаму велат дека се дом на 646 животни од 91 вид, за кои се грижат зоонегуватели кои професионално си ја работат својата работа и имаат грижа и љубов кон сите животни. Нагласуваат дека се обраќаат до јавноста со надеж дека одредени поединци ќе престанат со ширење дезинформации и невистини и со пласирање на информации на начини со цел да ја вознемират јавноста, како што се објавите за наше прикривање на угинати над 40 животни. Поради тоа сакаме да известиме за бројот на угинати, но и за бројот на родени животни во 2022, 2023 и 2024 година, според официјалната евиденција и попис. Во 2023 година се родени 40, угинати 10 животни. Во 2024 година се родени 33 животни, а угинати 15. Вкупниот број на родени животни за овие 3 години е 73, додека пак на угинати е 25. Повеќето од угинатите животни се единки кои биле во длабока старост. Со оваа официјална бројка сакаме да ставиме крај на дезинформациите за угинати над 40 животни кои се пласираат во јавноста.
се вели во соопштението од ЗОО Скопје. Јавно ги каниме советниците од Советот на град Скопје, сите медиуми, институции и здруженија, кои директно или индиректно се засегнати или заинтересирани за работењето на нашата установа, да ја посетат Зоолошката градина Скопје и да се уверат во начинот на грижата за животните и нивната благосостојба, наведуваат во соопштението од Зоолошката градина Скопје. Она што пред само неколку месеци беше запуштено место со руинирани игралишта, денес светна во ново руво и нов модерен изглед, порача денеска градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски, кој го отвори новиот спортско-рекреативен центар во општинското основно училиште Живко Брајковски. Првиот човек на Бутел информираше дека целиот спортско-рекреативен центар се протега на 4000 квадратни метри. Има ново фудбалско игралиште со висококвалитетна вештачка, мега детско игралиште со мека подлога за немалите, нови реквизити, нова фитнес зона и ново лет економично осветлување на целиот комплекс. Костовски најави дека наскоро ќе има и целосна реконструкција на пристапната улица во општинското основно училиште Живко Брајковски, со што ќе се реши голем проблем кој е на барање на граѓаните. Општина Бутел се менува, граѓаните го добиваат тоа што го заслужуваат. Добиваат модерна, современа, урбана општина со нови содржини. Општина Бутел се развива и оваа година со подинамично темпо, истакна првиот човек на општината. Tamo é Skopje, grad moj ljubav leži.